Представници од градинките од Куманово и останатите 5 општини од североисточниот регион, Домот за стари лица, општината и други институции и установи вчера беа дел од обука организирана од Агенцијата за храна. Со обуките акцентот е ставен на правилната примена на ХАСА принципите за безбедност на храна, како и барањата за безбедност кои треба да бидат исполнети, а кои треба да бидат опфатени при подготовката на тендерската документација за набавка на храна за кујните во градинките, нагласуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Денеска сме на настанот каде што заради правилна имплементација на Законот на безбедност на храна, заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство вршиме бесплатна едукација на сите даватели на услуги кои работат со храна. Најпрвим тоа беа само градинките, но со разговор со градоначалникот, со председателката на совет увидовме дека имаме уште неколку јавни установи кои работат со храна, а каде имаме вклучено наши луѓе, тоа е детската градинка Ангелшајце, старечкиот дом Зафир Сајто и интернатот професор Мијалковиќ кај нас. Сите тие луѓе кои имаат било каков додир од набавка на храна до готвење до задните дегустатори, тоест луѓето кои ја користат храната, сите се вклучени на оваа бесплатна работилница за да увидат и да ги намалиме ризиците кои сами за жал како општина ги осетивме во општината Куманово со салмонела, која за жал е се повеќе и повеќе присутна и заради овие работи би сакале да направиме една едукативна средба, како што потенцирав по иницијатива во Агенцијата за храна и ветеринарство. Целта е да ги поминеме сите региони во државата и прво да кажеме кои се нашите барања и кои се барањата на Законот за безбедност на храна што треба да ги исполните, а вториот дел се однесува практично искуство ваше и оние недостатоци или да кажам алки кои што се изгубени во тој синџир на исхрана. Постоиме за да го заштитиме здравјето на луѓето. И тоа од болести кои што се пренесуваат преку храна. Да ги заштитиме потрошувачите од заблуда, меѓутоа и навремено да ги информираме за сето она што се случува, односно за сите оние опасности кои што можат да се јават во храната. Понатаму да го заштитиме здравјето и благосостојбата на животните, но ја контролираме и добиточната храна. Од агенцијата потенцира дека при подготовка на храната мора да се води сметка да бидат запазени на високите критериуми за безбедност и квалитет, односно да се следат нормите на принципите на добра хигиенска и добра производствена пракса.